Утрово да си кажеме на една многу интересна тема од граѓанската сфера. Имено, ако сте родени во поранешната СФРЈ, например, мажени или женети, значи венчани во Македонија, но се уште не можете да извадите македонско државјанство. Имате поднесено барање за упис во матичните книги, лично име и матичен број, но чекате со недели, месеци, можеби и години. Електронскиот систем за издавање документи од управата за водење на матични книги не ги дава очекуваните резултати. Не сте во можност да извадите извод од матична книга на родени брзо, односно во рокот во кој ви треба, и тоа создава метеж и проблеми во остварувањето на вашите понатамошни права. За сите овие, но и за другите проблеми од сферата, од корпусот на граѓански состојби кои ги води народниот правобранител, утрово да си кажеме со заменик народниот правобранител Сузана Салију. Господине Салију, добро дојдовте во утринската на Телма. Граѓански состојби рековме. Јас во најавата дадов дел од она што може да биде проблем или да ги засега нашите гледачи, за кои, почитувани гледачи, ќе ги отвориме нашите телефони и ќе можете директно да се вклучите во утринската програма на Телма. Само како вовед, што опфаќа се ова под корпусот граѓански состојби, што е во надлежност на народниот правобранител и каде можете да им помогнете на граѓаните? Па, граѓански состојби опфаќа една широка палета на права. Значи да го имаш регулиран граѓанскиот статус. Граѓански статус значи да се има лично име, да се има идентитет, да се има лична карта, да се има адреса. И круна на сето ова е да се има државјанство на една одредена држава. Значи, таа најаката врска меѓу граѓанинот и државата е државјанството. Значи, да ги имаш регулирано граѓанските состојби, тоа е чувство дека припаѓаш на еден дом, дека имаш идентитет, припаѓаш на една адреса, на еден град, чувство дека припаѓаш на една држава, дека имаш матица, дека имаш спокој, имаш Има ли голем број проблеми, голем број на граѓани со проблеми во оваа сфера? Многу има, почнувајќи од личното име. Ајде пред да објасните во продолжение, ќе ги замолам колегите од режијата да го испишат телефонскиот број на Телма за гледачите да може да се вклучат во програма и да го кажат својот проблем пред заменик народниот правобранител Сузана Салију. Сега ќе ги пишеме нашите телефони на кои, почитувани гледачи, ве повикуваме да се вклучите во програма и да го изнесете вашиот проблем. Значи, велите, голем број на граѓани не може да ги остварат своите основни права за име, државјанство, матичен број и сите други следствени права. Значи, кога зборуваме за граѓанските состојби, зборуваме за нешто што си поврзан цел живот со тие состојби. Зашто со раѓање треба да одредиме лично име, некој ќе ни одреди, нели? Тоа треба да се запише некаде. После треба да извадиме извод на родени. Па после ако се венчаме, секој таа среќа да ја има, значи треба венчаница да извадиме. И на крајот животот ни завршува со извод на умрени. Значи не сакаме цел живот, ние сме поврзани со граѓанските состојби и со државната администрација. Значи чудно е како службите за матичните документи, ова е најстарата форма на администрација. Офичарството, значи порано нашите дедовци рекле, кај офичарот бе. Основна форма на администрација. И како е можно и ден денеска ние да не сме организирани, да сме толку запрени. Толку да сме. Имаше најави дека таа управа за водење на матичните книги ќе ги издава документите електронски, дека со тоа ќе се забрза постапката, меѓутоа вака мојот личен впечаток, а и впечатокот на голем број граѓани со кои комуницираме дека многу се чека и многу се заглавува токму во таа управа за водење на матични книги. Што е проблемот таму? Па управата за матичните книги до 2008 година беше во склоп на Министерството за внатрешни работи. После од тогаш функционира во склоп на Министерството за правда. Која беше целта од МВР да премине во правда? Значи граѓаните да имат полесен пристап, поправеден пристап да имат и да не се размислува при вадење на еден документ за граѓански состојби, не да се размислува полициски, не истрага да се води, него праведно и правечно за тоа премина во правда. Од полиција во граѓанскиот дел. Електронското барање на документи во матичните служби функционира, но многу слабо функционира. Значи, според Законот за матична евиденција е предвидено граѓанинот да има полесен пристап до документите, зашто овие се
јавни документи на некој начин што треба граѓанин извод да вади за родени, за другите изводи, другите документи од матичните служби. Но за жал, ова како не дека не функционира, ама функционира на свој начин. Значи, да сакаме ние така да ги комплицираме работите, не можеме. Само електронскиот систем така може. Зошто заедно? Која е целта? Поефикасно и полесен пристап. Не може за умреница граѓанинот да чека 2 месеца. Не може семејството да чека да вади умреница. Имаме регистрирани такви случаи што за умреница чекале 2 месеца. Тука кои се последиците? Не можеш да ги оствариш тие правата за пензиско, дали да го затвориш пензиското, дали семејна пензија ќе премине, дали наследнички права ќе уредуваме. Так. И ако ги разгледувате извештаите на народниот правобранител, ќе се уверите дека Кои се најголемите проблеми што ги детектиравте во минатата година? ништо, неуслужна ориентација. Како да немат волја да им помагат на граѓаните. Значи, Во кој дел? во сите- Еве спомнавте на пример со умреница дека се чека 2 месеци. Други проблеми кои се? Дали е потешко да се извади извод ама на ти ако вадиш цело време извод од таа матична служба, како може ако одиш по 10 пат тој да ти каже не може да се извади овој документ. Имаш некои проблеми, какви проблеми? Ти цел живот тука живееш. Еве го имаме првиот гледач, се извинувам што Ајде ве прекинувам да го слушнеме. Мило ќе ми биде. Мило Да. ќе ми биде. Му велам добро утро на првиот гледач во утринската програма на Телма. Повелете во програма сте. Добро утро. Би сакала, ја следам вашата емисија и би сакала да поставам едно прашање. Имам ќерка која живее во странство. Меѓутоа се случи пред извесен период да мораме да вадиме извод на родени. Во матичната служба одам да извадам извод и ми викаат, јас сум мајка неизина и ми викаат не можеш да извадиш затоа што треба да имаш полномошно или она да дојде лично. Ве молам, ја не знам, до пред 3-4 месеца не беше така. Може би законски е ново нешто, ама во секој случај мислам дека не е добро да одиме па полномошно, па и тоа кај адвокат, а таму знаете, таму не може без 500 денара или... Да, господи, ви благодарам, ја свативме вашата мака. Значи, гледачката има ќерка за која треба да извади извод, меѓутоа не ја даваат безполномошно. Не. Дали е, Само како е законот? кога е во прашање, апликацијата за државјанство треба лично барање. Лично барање пишува законот. Ама за изводите не. Ние сите сме сведоци тука дека јас сега ако ми треба изводот од Сарај, од матичната во Сарај, ќе му кажам на братот, ајте молам да одиш да ми извадиш. Зошто сме? Нема тука ништо спорно, ме разбирате. Не знам зашто ги велам. Дали не значи знам ја зашто... повикувате гледачката да ви се јави после завршувањето на емисијата? Апсолутно ја повикуваме да се јави кај нас, плюс кај нас во сите држави постојат и конзуларни представништва наши. Ќе го кажете бројот Дури- на вашата канцеларија или на Да, кој на- број да ви се обрати гледачката? 3129 327. Овој е стар број на народниот правобранител. 3129 327. И 327. секогаш е активен, секогаш е отворен. Може би за време на пауза сега може нешто да се случи, ама мислам дека Значи ете доста повик до отворена гледачката линија која се ова. јави, која треба да извади извод за својата ќерка која живее во странство, да се јави по завршувањето на емисијата на 3129. Сега би сакала 327. граѓаните да ги обраќаме малку, да ги советуваме дека во нашите конзуларни представништва имат и управен сектор на некој начин. И за сите барања, Дали за може сите ќерката потреби, на оваа гледачка да- претhodно да се треба да обрати се таму? обраќат во нашите конзуларни представништва. И сега имаме и како да се зајакнети капацитети, особено во Европа, и зависи колку број на наши граѓани таму живеат, и мислам дека можат и преку нив да аплицираат за извод. Али граѓанката може слободно и кај нас Да се обрати за помош кај народниот правобранител. Следниот гледач да го слушнеме во програма сте. Добро утро, повелете. Ве слушаме, ве слушаме. Се јавам од Битола. Поздрав до студиото. Поздрав и до војтелката. Повелете, кажете кој е вашиот проблем. Проблем е, например, јас поднесов барање да извадам извод на родените за мојата ќерка, која е родена во Битола. И однесов оригинал каштениче да видат на шалтер со барање. Кога додов по 2 дана да го земам, верувајте, оригиналот ми го врати, каштеничето друго изменато. Татко, мајка, година, ништо не средено, значи.
како неважечко беше. И реагирав, па се пратели грешки. Како може грешки, ако он беше в оригинал, Крштениче да го види, само да го презавери, да го стори, да ми го дај. Реагирав, значи, вистина реагирав, ништо прихватија, морав друго да поднеса барање, па да добијам оригинал. Фала многу и пријатно. Благодарам. Сега ќе се служат со тој извод. Пријатно, Не, да. имат право да реагират, има право на, зашто има процедури за поправки на грешките. Тие може да бидат технички грешки, може да бидат и негрижа на тој матичарот што работел, али имат право на поправка на грешки. Ете, повик до И за тоа гледачот можете и кај нас да се од обраќате. Битола да се обрати кај народниот правобранител за да ги оствари своите права. Добро утро за следниот гледач. Повелете, во програма сте. Кој е вашиот проблем во однос на остварување на некое граѓанско право? Да слушаме. Ало, Да, повелете. во програма или? Во програма, да. Добар ден. Добар ден, повелете. Само една корекција на господјата која ви е гостинка. Значи, да не ги ставате граѓаните во заблуда. Причината е многу едноставна. Значи, од лично искуство од пред 10 дена. Точно е дека барање за извод на родени може да поднесе било кој, како што она вика, брат ми ќе ми поднесе. Меѓутоа, кога ќе биде изготвен документот, значи треба лично да се подигне во МВР. Ако го имаат мојот број во студиото, можете да и го дадете на господјата, да ми се јави, да не би сега правеле. Мислам, не мора да мафта со главата од идеја слушам, затоа што во МВР викаат лично да дојде да го подигне изводот на родени. Добро, еве сега ни објасни господја Салиу како е според закон. Не, пред малку јас реков дека матичните служби не се веќе под капата на МВР. Од 2008 година тие се под Министерството за правда. Друго спореше гледачката спори, дали лично треба да се подигне изводот или Не, нема тука лично барање, не. Велам, само за државјанството мора да биде лично присутен барателот, апликантот. Инаку за другите документи може и преку членовите на семејството. Зашто Вашиот брат, ако го пратите вие, треба да покаже лична карта дека ви е брат за да го подигне вашиот извод? Па добро, сега во овие традиционалните средини малку се знаат луѓето меѓу себе, така што нема какви се ништо правилата, спорно. каква е процедурата? Инаку треба можеби ако сакат тие да го идентификуваат, имат право и тоа да го направат, ама ако Но сакат во секој случај не смеат да бараат да дојде ако апликантот лично. сакат да покажат сервисна ориентација, ако сакат да им Не, помагат. како е според закон? Не, во законот никаде не пишува дека лично треба да присуствува. Апсолутно никаде не пишува. Добро, ете, гледачката рече дека ќе остави и број во режија, Во ред. за ако сакате да се дообјасните по завршувањето. Баш интересно ми е да го разгледам и интересен случај. Да издебатирате на темата. Во очекување на следниот гледач, може ли да објасните кои се процедурите, бидејќи да не ги доведуваме како што вели гледачката, гледачите во заблуда, точно да ги објасните законските процедури за издавање на личните документи, меѓутоа ќе му дадеме предност прво на Па лични гледач. документи се многу широка палета. За лична Најкомпликувано е веројатно државјанството, ќе стасам и до тоа. Не, да го- државјанството е тоа круна на поврзаноста на лицето, на граѓанинот со државата. Тоа е круна, значи, ме разбираш, тоа е матица, тоа е татковство, тоа е најсигурното чувство дека припаѓаш на една држава, дека имаш исти права како сите други граѓани што живеат во таа држава. Да му дадеме само време на следниот гледач, па ќе се дообјасниме за државјанството. Добро утро, повелете во програма сте. Добро утро. Благодарам за приклучувањето. Само сакав да се надоврзам на една претходна гледачка што кажа дека стварно е проблематично со вадењето на изводи. Истото се случува и во Кавадарци. Нас претежно се знае дека во цела Македонија повеќе деца веќе ни се надвор од државата. И ако му треба извод, одиме истото и во Кавадарци, значи напоменувам, вика да дојде лично. Како може да дојде кога моето дете не е тука? Или кога сакав да ги пријавам моите внуци да имаат и македонско државјанство, вика треба да дојде мајка му или татко му. Ви се молам, јас сум баба на тие деца, мајка на моите деца. Толку ли е спорно да го пријавиме детето да биде жител и на Македонија или да извадиме изводи за нашите деца? Вистина е проблем, значи тоа изгледа во цела Македонија.
Благодарам за јавувањето и за проблемот. Господи Јаселиу, зошто? Постојат вакви проблеми. Но Жителството е веќе нешто друго. Така? Треба да престојуваш тука. Чим не престојуваш, значи не можеш и да бараш жителство. Добро, но гледачката вели и за А за изводите не. За изводите апсолутно не треба да биде присатен тој на лицето што му треба. Гледачите чекаат да се вклучат во програма, значи како што рековте, голем број, речи си да нема семејство кое не се соочило со навидум ист или сличен. Дури во моето семејство што со векови живееме во Сарај, некогаш имат проблеми и мене ми се јавуваат. На вистина мене ми се јавуваат. Што е проблемот да се реформира таа институција и начинот на кој се издаваат личните документи? Не знам, мислам дека тука тие не се свесни дека работат во една институција која треба да биде во прилог на остварување и унапредување на правата на граѓаните. Добро, 3 децении помина Не, самостојност, како уште не може да се сега, освестат ви дека... благодарам што ме прашавте на ова, зашто јас работам долг период кај Народниот правобранител. Можам да кажам дека сум меѓу основачите на оваа институција. И за жал, и после 25 години скоро функционирање на институцијата Народен правобранител, слободно можам да кажам дека државните институции немаат култура за почитување на човековите права. Апсолутно немаат таква По култура. 3 децении не научивме дека се сервис на граѓаните. Тие не се свесни дека се сервис на граѓаните треба да бидат, а не собственици на правата на граѓаните. Тие се тука да им олеснат на граѓаните полесно и поефикасно да ги остварат нивните права. Добро утро за следниот гледач. Немаме време да објасниме процедурата за државјанство, но при крајот на емисијата ќе го сториме тоа. Добро утро, повелете во програма сте. Ало? Ве слушаме. Се јавам во врска со ваша ви темата. Пред недела дена, јас лично имав потреба за изводи да извадам. Значи, мора лично. Поднесено е и после недела дена, мислам работни денови, лично мора да се подигнат изводите на родените. И тоа во Маđари. Еве, чисто ќе кажам. Ви благодарам. Втора гледачка која тврди дека изводот го бараат благодарам лично. што се отвори ова прашање. Сега ние не сме имале вакви проблеми нотирани кај Народниот правобранител, дека не можат лично да ги подигнат, лично треба да ги подигнат или не може член од семејството, но ние имаме проблеми дека воопшто не можат да дојдат до правото на добивање извод во ефикасен рок, така. Инако ова е за разгледување, на вистина. Треба да се испита, треба да се обратиме, да седнеме со матичните служби, да разговараме. Сега таму има нов директор. Се надевам дека и неговите сваќања ќе бидат по-современи, по-услужни, така. Добро, рековме, еве за изводот го слушнавме каков е генерално проблемот. Рековте, круна на сите матични документи е државјанството. Зошто проблемите за стекнување на државјанство се истовремено најголеми? Вака сега. Проблемот со државјанство представува сериозен проблем на една категорија на граѓани. Значи, не сме сите со овој проблем. Зашто и во старата Македонија имаше регистар на државјани на Република Македонија, Социјалистичка Република Македонија. И сите тие се префрлени во новиот систем за државјани. Зборувате по осамостојување. Зборуваме од 92 кога е донесен првиот закон за државјанство. Но сега можеме да кажеме дека и самите тие признаваат во МВР дека тие регистри не биле доволно ажурирани. И така не можам да кажам дека голема група на граѓани, но добар број на граѓани останале без остварување на државјанството тогаш 92 година. Врз основа на член 26, кога требаше на тие лица кои живееле во тоа време во Република Македонија. Имаме двајца гледачи, ќе морам да ве прекинам. Сега зборуваме за 92. Тие луѓе од тогаш можеби остареле, а можеби и не дочекале правото да го остварат своето право. После не можеле на никаков начин да докажат дека Не, сакав да ве прашам каква е процедурата за вадржање државјанство во моментов, но да му дадеме предност. Сега во сите држави правото за државјанство е комплицирана постапка. Така, значи, ќе зборуваме за кај нас, само да им дадеме право на гледачите да го кажат својот проблем. Повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден. Се слушаме? Да, повелете. Имаме едно прашање во врска со документи со погрешни податоци на самите изводи од родители и на мене лично. Дали може да ми го поправи господјата тоа, да видиме во институциите, мене се огради институции веќе нас во Македонија, дека тоа не може да го решат, а има проблем бидејќи мајка ми од Србија.
има шанси да го решиме тој проблем или не? Тоа и се јавам на број што го има оставено. Да, не знам дали е запишан, веројатно е запишан 3129 327. Слободно може да се обраќа, но сега зависи каква е тој базичните податоци во книгата на родени. Меѓутоа, во секој случај ќе го сослушате граѓанинот, ќе дојде во вашата канцеларија и тоа се раководи, има тишните служби и ние се раководиме. Како е првичните податоци какви се и врз основа на тие првични податоци така си тече после тоа. Ете, повик до секогаш има простор за корекции. Повик до гледачот да се обрати во канцеларијата на Народниот правобранител со сите документи кои ги поседува за да види Народниот правобранител во која смисла може да му асистира. Добро утро за следниот гледач. Во програма сте, повелете. Дали ме слушате? Да, слушам. Повелете, кажете, кој е вашиот проблем? 02 30 66 539. Не ве слушаме добро? Имаме проблем со линијата. Може ли да објасните како се стекнува сега државјанство и зошто е компликувана таа процедура? Државјанството се стекнуваме како што е законот за државјанство, но сега со последните измени кои беа направени во јули, крајот на јули минатата година, тука им олеснува во постапките на некои лица, што велиме ние кај Народниот правобранител, на таа историска категорија на наши граѓани, кои тука живеат не дека повеќе од 30 години. Тука се родени, моја генерација не можеше да оствари право, што се родени во Скопје. И сега со овој закон им е полесно. Тие, значи, со многу полесни документи и со многу полесен пристап можат, ако во тоа време имале валидна лична карта, фотокопија од таа лична карта, ако имале валиден пасош, например, ако имале валидно свидетелство дека тука завршило основно училиште, тука биле запишани, и низа други олеснителни документи, така што можат навистина да... Зошто са нив, тие не се примат во Македонија, за нив се утврдува државјанството, за нив се констатира државјанството. Значи, ние, законот им дава на ова категорија едно враќање во 91 година, 92 година, уште една шанса за да аплицират. И рокот е во рок од 3 години. Значи, и рокот е доста солиден, зашто првиот рок за констатација, за утврдување на државјанство, 92 година беше само една година. И многу краток рок беше тој. А овој сега 3 години им дава и веќе некои лица се стекнале. Имаме ние наши така поносители на представки кои над 60 години тука се родени, тука живеат и сега успеа преку овој закон да го остварат правото. Добро. Значи, сега за сега, најдобрите вака совети, најдобрите истраги и разгледувања за апликациите за државјанство ги прави канцеларијата на Народниот правобранител. Тоа зборувам од искуството, таа специализирана екипа што работи на овие представки. Добро и утро. затоа ги повикувам граѓаните, сите кои имат било каков проблеми, не само со со државјанството, со сите лични документи, граѓански состојби, нека се обраќаат кај Народниот правобранител. Добро утро за следниот гледач. Добро утро. Повелете. Ве молам да прашам. Имам покојниот ми почина и сега треба да извадам извод од книга на родени од Сумреница, а не можам да извадам. Проблеми ми прават. Ако добро разбрав, не може да извади гледачката умреница, да. Бидејќи бараат извод. А човекот извод од книга на родени треба да извадам извод книга на родени за да можам да земам пензијата од сопругот. Така. Вака сега од кој регион рече дека се јавува? Дали се водите од Скопје? Од Скопје сум, општина Царпуш, од општина Царпуш сум. Вака сега, дали може граѓанката да дојде во мојата канцеларија, во нашата канцеларија, кај Народниот правобранител? Еве, веројатно не слуша, прашајте ја директно. Можете ли да дојдете до улица Македонија во центарот на Скопје во канцеларијата на Народниот правобранител? Кажете на улица Македонија? Да. Карши споменикот на спомен куќата на Мајка Тереза. Тоа е доста пристапна адреса за секој граѓанин, така. Од плоштад кога ќе тргнете кон стара железничка, да. И мене лично да ме бара. Истото книга на родени ме пратила да изадам
ми пратил во Ѓорче Петров. Добро, вака, прво ве молам запишете го бројот 3129 327. Момент да го запишам. Да, ќе почекаме, да. Одма. Сега одма ќе го запишам. Зашто умрениот треба веднаш да се пријавува дека починал некој од семејството. Ако нема членови од семејството, некој од населбата, некој познат. Да, ако не слу... да, ве молам запишете го бројот 3129 129 момент. 29 да 327. 327. Сузана Салиу. Ке се јавите, господјата се вика Сузана Салиу и ке закажете состанок во канцелариите на Народниот правообранител што се наоѓаат во центарот на Скопје на улица Македонија. Ќе каже зашто сега Телма алеат на Народниот правообранител. Ќе каже дека во Телма бевте, преку Телма доаѓам, значи нема никаков проблем за комуникација со нас. 3129 327. Така е. Добро. Ви благодарам. Да, ви благодарам, ви пожелувам да ви помогне Народниот правообранител да го остварите вашето право. За државјанството, има ли некои специјални безбедносни процедури кои треба да се запазат при стекнување на државјанство со луѓе кои се доселени овде или склопиле брачни врски овде? Каква е таа процедура, да објасниме, но кратко ве молам затоа што новите измени не важи за редовните постапки. Така? Тоа со природување. Со природување е тоа посложени услови се бара. Природување и по брак. Значи, ова не важи за нашите прекрасни невести и за нашите прекрасни зетовци, што имат склопено брак со нашите државјани. Ова важи само за таа стара категорија, од 91-а, 92-а, што беа изгубени. Некои беа по разни причини, тие не успеваат да остварат право. Инаку олеснувањата не важат за овие новите. Не, апсолутно. Не за новите, олеснувањата не важат за природување. Така, за никого освен за таа повозрастна категорија. За иселениците има некои олеснувања, али пак остануваат тие сложените услови, на пример. Една од условите со природување е и да помине низ безбедносна проверка, за да докаже дека дали има некој безбедносен ризик со приемот на тоа лице. Која врши таа безбедносна проверка? Порано, овие проверки се вршеа преку Управата за безбедност и контраразузнавање, а сега под МВР, Управата за безбедност, под МВР беше, а сега оди преку Агенцијата за национална безбедност, што е сега самостојна агенција, не е во склоп на МВР, во склоп на владата, ама се смета дека е самостојна и на некој начин независна. Но проблемите на граѓаните тука пред оваа агенција остануваат исти како што беа во УБК. Граѓаните и понатаму чекаат подолг период за тие проверки. Не дека само чекаат, него овој услов за безбедносни проверки е еден од условите. Сега овој услов за безбедносни проверки станува клучен услов. Клучен услов. Значи тука агенцијата не се раководи од некои принципи од конвенцијата за Европската конвенција за државјанство. Агенцијата и понатаму... Добро, надлежноста помина од УБК во АНБ, меѓутоа компликуваноста на процедурата остане. Имаме странки кои чекаат и по 2-3 години за проверка во агенцијата. Новите измени на законот утврдуваат сега дека во рок од 6 месеци агенцијата мора да даде мислење за апликантот. А вие велите има луѓе кои чекаат со години. Но агенцијата се оправдуваше со тоа дека имале голем прилив, наследиле многу предмети од претходната УБК. Но тие предмети не се само за државјанство. Тие предмети чекаат безбедносно утврдување и поради други основи. Например, има некои специфични работни односи каде мора да се има мислење од УБК. Да го чуеме следниот гледач, па ќе продолжите да објасните. Повелете во програма сте. Ве слушаме, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Едно прашање до господјата. Да, ве слушам. Имам ја сестра прошла година е почината, подадоја во Скопје во државна болница.
Ве слушаме? Таму е почината. И уопште не можат да извадат умреница. Зошто, што е проблемот? Државјани, та има све е регулирано, и државјанство, и каде е родене, све. И им рекле дека кај што живеат да извадит умреница. Ја мислам дека умреница само на место кај што е почината да може да извади. Добро. И тие све. Благодарам за јавувањето, господја Салиу. Вака сега не знам зошто е толку комплицирана постапката, зошто толку било комплицирано. Инаку болниците, кога некој ќе почине, по службена должност, екс официо, го пријавуваат случајот и во МВР и во другите институции каде се надлежни за да се прогласи човекот за. Дали може и гледачката да се јави, да се обрати на бројот, може. да види, да испитате Ова е интересен случај. Да. Ние сме имале случај 2 месеца да не може да извади умреница, ама толку долг период, може би се комплицира кога во домашни услови ќе почине некој. Инаку во болница тоа мора болницата по службена должност да пријави дека има умрено лице. Така. Спомнавте дека има лица кои чекаат умреница 2 месеци. Еве, гледачката вели година дена не може да извади, иако сестра и починала во болница. Спомнавте лица дека чекаат за државјанство исто така со години, а законската процедура е 6 месеци. Од минатогодишниот извештај за граѓанската сфера, кои други поинтересни случаи би ги истакнале во оваа пригода? Например, каде што на вистина граѓаните се заглавени во некој апсурд на таа администрација? Има доста специфични ситуации, например двоен матичен број. Некои лица имаат по 2 матични броеви. Некои немаат ниту еден, а некои имаат 2. Некои не можат да утврдат ниту еден број. И според нашите податоци има околу 900 лица, според податоците на МВР што не ги доставува, има околу 900 лица со 2 матични броеви. Сега, дозволете само да кажам, матичен број се вели во законот. Определува само Министерството за МВР и никој друг. Тука не може никој да му се меша. МВР пак и тука ги комплицира случаите. И тука не може да остварат право на пензиско, например, кога ќе одат. Не, вие имате 2 матични броја. Мора да добиеме потврда од МВР дека се работи за истото лице. МВР многу тешко ги дава тие потврди. Значи имам сознание дека околу 600 луѓе немаат ниту еден матичен број, а 900 имаат 2. Да, околу 900 луѓе се со 2 матични. Како останало тоа? Сега навистина не е тоа како останало, како да го решиме. Така е. Али за ова е надлежно само МВР и ни еден друг орган. 10 часот, а имаме уште повеќе гледачи, имаме можност да вклучиме само уште двајца. Уште нешто за Агенцијата за национална безбедност. Да, само чекаат гледачите, ве молам памтете, мислата бидејќи ете за една клучна институција станува збор, да го вклучиме гледачот во програм. Повелете. Ало? Ве слушаме? Добро утро. Добро утро. Имам еден проблем. Мајка ми е почината веќе 27 години. Таа почина во Германија. Е пренесена авионски тука. Погребана е во Берово. Пред ја погребаа моите бујковци и пред 3 години се обидов да извадам по смртница. Таа се води секаде жива. И сега не знам каде треба да се обртам да извадам по смртница. Мајка ми се води во сите институции како да е жива. Може би и гласа жената уште. Еве уште еден абсурд ја барам од вас. Гледачите пред се првиот контакт треба со нашите конзуларни представништва. Не, гледачката мора да се јави прво кај вас, да се јави бидејќи стварно случајот заслужува големо внимание. Жената е почината 27 години, а се уште водат сите како жива. Последиците тие во правниот поредок. Ја замолуваме гледачката што се јави, чија мајка починала пред 27 години во Германија, е погребана во Берово. По завршувањето на емисијата да се јави на телефонскиот број кај Народниот правобранител, а може би и во редакцијата на Телма, бидејќи верувам дека и нашите колеги од информативната програма ќе сакаат да се позанимаваат со овој случај, така што повик до гледачката по завршувањето на емисијата повторно да стапиме во контакт. Да биде убедена дека ќе ги добие најдобрите совети, најдобрите насоки како дефинитивно ќе помогнете во секоја смисла како народен правобранител. Добро утро за последниот гледач во ова денешно утринско издание. Ве слушаме? Во програма сте, повелете?
Добро утро. Добро утро. Се јавувам за држављанство. Мајка моја од 70-та е во Македонија, од Србија е дојден. Држављанство немат, од 92 до 97 сега ми барат кога е живен. Тук имат 7 деца. Тоа не можам да имам дајнове секоја година од 95-та на ваму. Во влада ме имат викан 2 пати, сум бил таму, за 2-3 дена ми иде тоа, не му следува. Господине, дали можете да го запишете телефонскиот број од Народниот правобранител и по завршувањето на емисијата да се јавите таму со сите документи што ги поседувате, да појдете на состанок и да ви помогнат надлежните кај Народниот правобранител. Можете да ја побарате лично заменичката Сузана Салиу на телефонскиот број 3129 Апсолутно. 327. Може да се јави. И со најголемото внимание ќе биде разгледано барањето. Да, и повик за сите гледачи кои нема да успееме да ги вклучиме во програмата, а имаат каков било проблем во врска со лични документи, да се јават во канцеларијата на Народниот правобранител по завршувањето на програмата и да ја побараат заменичката Сузана Салиу, која е надлежна за овој корпус на граѓански права. Мораме да привршиме. Останавте ве прекинав на објаснувањето со АНБ. Вака сега. Интересен податок што сакате да кажете. Условите, мислењето на АНБ станува клучен услов. Значи многу барања се отфрлени поради мислењето на АНБ. Инаку сега, еве, граѓанинот спомна, мислам дека сите негови деца, незини деца има државјанство, само таа нема. Тука Европската конвенција за државјанство се повикува на почитување на семејниот живот. Не може во едно семејство сите да имаат државјанство, едно лице, па и да е опасен тој. Ама тоа што е опасен мора да се образложи на некој начин. Добро, не зашто на некој вработен на АНБ му технало по неговите субјективни размислувања, неговите предрасуди што ги има кон одредено лице, на пример, да ги стави во мислење. Каде ќе биде попречен граѓанинот кој живее од 95-та, мислам дека рече. Ако живее од 95-та, не можам да кажам дека важат олесителните околности, но треба да се разгледува таа редовната постапка. Господине Салиу, спомнавме повеќе институции од Управата за безбедност и контражузнавање, па и реформираната Агенција за национална безбедност, преку МВР, Министерството за правда и најпроблематичната според мене, бидејќи секојдневни се метежите пред шалтерите на Управата за водење на матични книги. Последно прашање за крај, каква е соработката на Народниот правобранител, вие како институција која е создадена да ги се грижи за правата на граѓаните, кога ќе се обратите кај овие институции? Имате ли добра соработка со нив? Дали вашите барања и вашите апели наидуваат? Ве слушали некој таму? Не треба да го занемариме фактот дека Народниот правобранител врши надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност. Значи, ова треба да му е јасно на секого, дека ние, како народен правобранител, вршиме надзор над нивното работење. Што вели надзорот? И поред това, значи, имаме тешкоти во ефикасноста, во неквалитетните одговори од страна на агенцијата. Инаку со секторот за државјанство, одделението за граѓански состојби во МВР, имаме прекрасна соработка, редовна соработка, но и тие немаат никаква моќ над работата на агенцијата, над тие паушални размислувања на агенцијата во однос на едно барање за државјанство. Кога ќе се обратите во Управата за водење на матични книги, кога ќе им речете да ангажираат еден шалтер повеќе за да не чекаат толку граѓани, со нив е многу тешка соработка. Зошто? Со нив е најтешката соработка. Велам, таму можеби недостасува таа култура, тоа сфаќање дека тие се таму за правата на граѓаните, да им олеснат во остварувањето на правата на граѓаните. Не се таму една институција која треба да се вртат некои началници, некои функционери, ме разбирате? Тие треба да бидат најуслужната институција, зашто тука почнува правото на граѓанинот, со уписот, со изводот на родени. И ги замолувам граѓаните да ги пријавуваат сите неправди, сите кршења на човековите права. Зошто институциите, државата може да ги затвори очите пред еден предмет, пред 2 случаја, али пред 100 случаи, пред 1000 случаи не може да се затворат очите. Не може доста и нема. Так. Всушност и близко е. Дури не е тешка повредата, колку е тежок молкот на граѓаните ако не ги пријавуваат случаите. Да се свесни дека администрацијата постои поради нив.
Еве, повик од заменик народниот правобранител Сузана Салију за сите проблеми и неправди со кои ќе бидете соочени да се обратите во нивната канцеларија. Всушност тај не е многу далеку од управата за водење на матични книги, само преку камениот мост, преку плоштадот Македонија, ќе стасате на улица Македонија и до канцеларијата на народниот правобранител. На нашите екрани беше пишани цело време бројот на канцеларијата на омбудсманот задолжен за граѓански права 3129 327, значи и по завршувањето на емисијата и секој ден понатаму може да се обратите кај Сузана Салију. Господја Салију, ви се надевам дека ги освоивте симпатиите со оваквиот искрен и директен настап. Ги повикавте да се борат за секоја неправда, бидејќи, како што рековте, може еден и двајца ќе се државата може да премолчи, меѓутоа ако се многу бројни не може да ги игнорира. На морија на барања. Мене ми беше задоволство. Значи, комуникацијата на народниот правобранител со граѓаните е многу едноставна, во ниво на граѓанинот. Дури велиме кај народниот правобранител нема гордост, зашто нашата гордост е со перцепцијата на тој што се жали. Но нашата гордост доаѓа во израз кога граѓанинот ќе го оствари правото. Ви благодарам за гостувањето во утринската Мене ми беше чест и задоволство. Се гледаме и во некоја наредна пригода кога ќе дојде наред дел од вашиот корпус кој го работите во народниот правобранител.